Од Охрид до Мелбурн има над 15.000 километри по воздушна линија. Австралија е најоддалечениот континент од Македонија. Но иако најдалечна, токму во Австралија живее најголемата македонска дијаспора во светот. Над 100.000 македонци го нарекуваат Мелбурн свој втор дом. Првите дојдоа уште во 19-тиот век, на гурбет. Од Охрид, Битола, Ресен, од цела Македонија. Следуваа нови бранови, во 60-тите, 70-тите, а потоа и во 90-тите години од минатиот век. Економски миграции што создадоа нови судбини далеку од дома. Денес веќе 3 генерации македонци живеат и работат во Австралија. Многумина што изградиле живот во туѓина и денес го слушаат повикот на татковината. Повик што не стивнува, што постојано ги враќа барем со мислите, ако не и со чекорите, назад, дома. Таму далеку, секогаш тлее желбата за враќање. Екипата на Телма тргна по трагите на нашите иселеници што ја откриле Австралија за свој втор дом. Низ историјата тие патувале со месеци, преку мориња, океани, потоа воздушни рути, долги чекања на аеродроми. Секогаш било тешко, напорно, неизвестно. Но денес патот до земјата на кенгурите никогаш не бил поблиску благодарение на новата авиолинија на Turkish Airlines. После речиси 24 часа пат, конечно Мелбурн. Но денес патот до тука е далеку поубав и побрз од кога и да е благодарение на директната авиолинија од Истанбул до Мелбурн на Turkish Airlines. Најпрво за само час и половина од Скопје до Истанбул, потоа директно во Австралија. Сега македонската дијаспора има повеќе време за семејството, помалку чекање по аеродромите и поубав и полесен пат до дома. Но ова не е само обичен лет, ова е мост кој ги поврзува континентите, културите, срцата. Мелбурн не пречека со својата величественост. Стигнавме во вечерните часови, а патот од аеродромот до хотелот беше можност да го доживееме градот во неговата ноќна убавина. Во Мелбурн се слушаат звуци од светот. Од кинески до грчки, од арапски до шпански и секако македонски. Град во кој мириса на турско кафе, улични бургери, азиски зачини, италијанска пица. Во овој мозаик на култури македонците имаат своја длабока, силна боја.
Овде, во срцето на Мелбурн, чука уште едно срце на македонската диаспора. Во Австралија живеат над 100.000 македонци, а Мелбурн е нивниот духовен центар. Овде има многу приказни за нашинците, успешни приказни, но има и многу носталгија. Овде се чува македонскиот јазик, идентитетот и културата и се градат врските со татковината. Покус ноќен одмор од таа страна на екваторот. Нашиот биолошки часовник се уште отчукуваше по македонско време. Но со колегата снимател Наум Пуленџовски веднаш тргнавме да се сретнеме со нашите луѓе. Со такси се упативме кон предградието Sunshine West, 13 километри западно од центарот на Мелбурн. Таму не очекуваше семејството Ническиот Охрид. Ова е една обична населба во Мелбурн, но зад оваа врата се крие една необична и топла приказна. За прв пат после 15 години едно македонско семејство се подготвува да се врати дома во Македонија. За прв пат после толку време ќе се сретнат со пријателите, со блиските, со роднините. Ќе ги почувствуваат улиците во родниот град и ќе слушнат добре дојде, но на македонски. Токму одовде почнува нивното патување. Добар ден. Јас сум Емилија. Добре ве најдовме. Ова е поздрав од Македонија за вас. Да се здрави. Мајката Јасминка, синовите Цветко и Ѓорги, снаата Натали и двете внучиња Лео и Ајла се подготвуваат за долг пат кон родниот Охрид. Добре ве најдовме. По изминатите години доаѓале дома и повторно се враќале во Мелбурн. Патувале со разни авиокомпании, минувајќи низ долги и тешки патешествија. Но никогаш досега не успеале сите заедно да дојдат во Македонија. Колку години имаш? 7. Јасминка, од кога живеете во Австралија и дали сте вие првата генерација од семејството што дојде тука? Да, ние сме првата генерација што дојдовме тука. Дојдовме во 94 година, во ноември. Јас и мажот ми и еден син имавме, а бев бремена со вториот син и тука ни се роди. Кои беа мотивите зошто се иселивте од Македонија? Работавме и таму, имавме двајцата, бевме вработени, не ни беше лошо, ама имавме желба да ја видиме Австралија. На почетокот си реков, најде за 2 години, да видиме, ќе се вратиме. Ама еве 30 години покасно уште сме тука. Останавте? Останавме. Двајцата се вработивме во фабрики. За почетокот јас не работев, првите години, си ги гледав децата. А маж ми работеше ноќна смена само, не издржаваше сите. И 6 месеци после доаѓањето во Австралија си купивме куќа наша. И кога подпораснаа децата малце, се вработив и јас. Таткото Владо, со надеж и копнеш, пред неколку години ја реновираше куќата во Охрид. Сонуваше еден ден да ги собере сите како некогаш под ист покрив во родниот крај, на брегот од езерото. Но таа желба не ја дочека. Почина минатата година. Австралија никогаш не стана негов вистински дом. Срцето му остана во Македонија. Неговите посмртни останки семејството ги врати во родното требениште, таму каде што започнал неговиот живот и каде што посакал да заврши. Сега,
Сите заедно конечно ја исполнуваат неговата последна желба – да дојдат на одмор во Охрид. Тој имаше карти купено лани да оди, да ја реновираат куќата, све да ја наместит за ова година дојме сите заедно. Беше негова желба, а овдека 30 години бев, ама дома си ја знаеше и секоја велеше кој ќе ми дојде време мене да ме однесите Македонија, да ме однесите Македонија. Жена ми и децава никога не се одени, сакав и да ги однесам и децава да видат. И на татко ми имаше голема желба да му кажете на внучината. Кај пораснав, кај живеев на сите. Ево, тато не достигна да патуват со нас, ама зато сега се одлучив не дојме цела фамилија да му кажам ја кај пораснав и дедо му од кај беше. Ојдов in 2011. And I'm very excited to take the kids and see where their dad grew up and see Охрид in a different way. Сакам да видам како е. Како низ годините патувавте за да стигнете во Охрид? Долги релации. Од Мелбурн ќе одевме во некоја азиска земја, имаме одено и до Сингапур, имаме одено во Тајланд одевме. И до Скопје. До Охрид имаше возење уште неколку часа. Некои од роднините ќе дојдат, ќе не пречекае обавезно, никогаш не пуштае да сами да одиме до таму. Дали досега сте патувале со Turkish Airlines? Да, сме патувале многу пати. Многу. Немаме проблем од Turkish Airlines и рековме дека со нив ќе патуваме редовно. Тие се најдобри. Сега овај пат дека име со две мали деца. Помалце чекање ќе имат и директно ќе име од Истанбул за Охрид. Полесно ќе дома ќе не однесите авионот, со кола многу малци има возење и полесно ќе ние со децава, не треба да чекаме многу. Јасминка, а сега прв пат ќе патувате со новата линија на Turkish Airlines Мелбурн, Истанбул, Истанбул, Охрид? Прв пат сме И што очекувате сега, полесно, побрзо? Очекуваме многу полесно, веќе Охрид сме, дома сме. Ајде сега најдов слики да ти покажам фамилијарни како. Ајде да ги видиме сликите сега. Овде има и стари слики пред да си дојдете тука во Австралија. Семејството Нически се исели во Мелбурн во 1994 година. Дојдоа само за некое време, но останаа за цел живот. Никогаш не помислувале да ја напуштат Македонија. Но желбата на братот на Јасминка да ја има сестрата поблиску до себе стана почетна точка на еден сосема нов животен пат. Владо никогаш не можеше да се помири со заминувањето. Родната земја му беше се, и душа, и иднина. Но не успеа да и се спротистави целосно на новата судбина. Тивко прифати за доброто на семејството. Товарот на печалбарскиот живот го почувствуваа со првиот чекор во тугина. Почетоците ги паметат како тежок и лош сон. Велат, без пријателите и блиските од Македонија оваа тежина немаше да можат да ја носат сами. Сега авиолинијата Мелбурн, Истанбул, Охрид им донесе радост на сите дека до дома полесно и побрзо ќе стасаат. Што најмногу ви недостига од Македонија? Најмногу ни недостига роднините, родителите мои, уште беа живи кога дојдов јас. Тоа најпоќе ни фалеше. Не можевме тука да далечината ни беше многу тешко. Пред 38 години дојдовте тука во Мелбурн и вие ги донесовте овде вашата сестра Јасмина и зетот Владо. Да. Како успеавте да ги убедите во тоа? Секој од таму имаше желба да дојде во Австралија, да живее во Австралија во тие времена, во тие години. И така воспоставивме контакт, ги спремавме книгите, документите, му викавме да дојдет, да видите како е, па се решија да дојдет и остана, ето, 94-та дојде и остана тие до ден денес. Но срцето ви е секогаш во татковината, копнежот по Македонија останува. Патувате ли често дома? Да, многу често патуваме со Turkish Airlines и презадоволни се од летот. И баш сме пресреќни што испадна прилика сега да Turkish Airlines да доаѓа во Мелбурн директно и да патуваме директно до Охрид. Тоа е значи нешто прекрасно за нас.
Кога не си бил во Охрид? Лани бевме за кратко време, а пред тоа можете имат неколку години. Колку време ќе бидете во Македонија? За месец дена ќе сме таму, лето ќе стигнеме и најубаво време. Подготовките за долгото патување кон татковината и кон вечното почивалиште на Владо се во полнек. Највозбудени се најмладите, Лео и Ајла, кои за прв пат ќе ја посетат земјата на своите дедовци. Семејството на нивната мајка Натали потекнува од битолскиот крај. Дедото Гоце, иако често патува во Македонија, овој пат останува во Мелбурн. Ке ги чека нивните впечатоци, фотографии и приказни од првото семејно патување со новата линија од Мелбурн до Охрид преку Истанбул. Куферите се спакувани. Го напуштаме Мелбурн во приквечерието, облеан со сите бои што ги носи овој космополитски град. Заедно со семејството Нически тргнуваме на долг пат кон Македонија. Enjoy yourselves, all right? Дека македонците се целосно интегрирани во австралиското општество, гледаме на секој чекор. Од сите шалтери за чекирање на Turkish Airlines на аеродромот во Мелбурн, случајно или не, го одбравме токму оној каде што стои македонка. Со својата топлина и љубезност ни посака среќен пат. Додека чекаме да се отвори излезот за патници на аеродромот во Мелбурн, од чекалната се гледаат последните подготовки за полетување на еден од најновите и технолошки најсовремени авиони, Airbus A350, кој е дел од флотата на Turkish Airlines. Возбудата кај семејството Нически расте. Радоста е уште поголема кога на големиот екран се појавува летот ТК-0169 Мелбурн-Истанбул. Време е да одиме дома. Со топла насмевка им се обраќа Јасминка на своите деца. За летот да биде удобен, пријатен и незаборавен, се погрижи љубезниот и насмеан екипаж на прекуокеанскиот авион, секогаш подготвен да помогне. Замислете готвење на 12.000 метри височина, меѓу облаците, мирисите на турската кујна, свежо подготвените оброци и топлиот леб ги дразнат сите сетила. Оброците се вкусни, убаво изгледаат и тешко е да им одолеете. Ако некој ви каже дека долгите летови се напорни, нека го избере Turkish Airlines и ќе се увери во спротивното. Компанијата посветува особено внимание на семејствата со мали деца. За најмладите патници обезбедени се специјални бебешки креветчиња кои се поставуваат пред седиштата на родителите. Бебињата имаат удобно место за одмор, а патувањето станува полесно и поспокојно за целото семејство. Покусо слетување во Сингапур, за дополнување гориво, веднаш продолживме кон Истанбул. Иако имавме доволно време до следниот лет за Охрид, аеродромот во Истанбул сам по себе не остави без зборови. Посакавме паузата да трае подолго, само за да можеме да го прошетаме. Ако некогаш имате повеќе време меѓу летовите, вреди да одвоите миг и да го доживеете овој аеродром не само како транзитна точка,
туку како вистинско архитектонско и технолошко чудо. Модерен, изграден пред само 6 години, со брзи ленти за семејства со деца со високо ниво на безбедност и сите можни олеснувања за транзитни патници. Се е јасно означено. Поврзаните летови лесно се наоѓаат. Од Истанбул продолжуваме кон Охрид. Помал авион, но иста љубезност, иста грижа, ист комфорт како на секој лет на Turkish Airlines. И оброкот со иста големина и ист квалитет. Компанијата нуди вкусна храна и на кратките релации. И сега сме на само час и половина од дома, од Македонија, од Охрид, изморени, но среќни. По илјадници километри, часови патување и живот исполнет со копнеш. Тркалата на авионот ја допираат пистата во Охрид. Полетавме над длабокото синило на Црното море. Слетуваме со поглед на Охридското езеро. Мирно, вечно и полно со спомени што се враќаат без зборови. Семејството Нически е дома и Телма е со ни. Конечно сите сме дома. Во очите солзи, во срцето топлина и припадност. Семејството Нически дојде со љубов, со тивка тага и со силна желба да ги спојат сите генерации, сите сеќавања, сето она што животот во туѓина не можеше да им го замени. Денес се осеќам пресреќна. Многу убаво поминавме. Значи, подобро него што очекував. Децата си издржаа, си имаја убаво во авионот, си гледаја филмови, си играа игри. Значи, ова ми беше најголема желба, да си ја донесам фамилијата во куќата, нова, реновирана. Син ми кај што порасти и сега неговите деца си ги донесов тука, моите внучина, да видите од кај потекнуваме. Прво што ќе направиме, ќе си седниме тука, ќе ни дојдат сега најблиските роднини, ќе си седниме, ќе се почестиме, ќе се омезиме, ќе си направиме муабет. Сопругот ми недостига. Тој беше срцето овдека од ова место, од ова куќа. Тој ни недостига, да. Екипата на Телма беше таму, во Австралија, за да забележи нешто многу повеќе од обично патување. За да сними момент кога животот се затвора во круг, кога сонот на еден татко станува стварност. Денес сме сите заедно, во Охрид, и сме среќни. Зашто небото е поубаво кога си дома, и воздухот е полесен, и тишината зборува. Добре дојдовте. Топло им посака Turkish Airlines.